Добро вечер. Сите 80 општини во Македонија поднесоа апликации за искористување средства за проекти од унгарскиот кредит. Ова го соопшти премиерот Мицкоски за време на неговата посета на Кавадарци, каде што со градоначалникот Митко Јанчев извршија увид во градежни активности на повеќе проекти. Во моментов во Кавадарци се реализираат голем број проекти важни за жителите. За ова Андријана Лазова-Божиновска. Сите 80 општини во Македонија аплицирале да добијат финансиски средства од унгарскиот заем. Заклучно со денеска со завршување на вториот јавен повик, бројката на проекти достигнала 1200, што според премиерот Мицкоски и министерот за локална самоуправа Перински е историски успех. Најголемиот дел од парите вела дека се искористени за подобрување на патната инфраструктура, но и за изградби и доградби на училишта и градинки. И можам да кажам дека сега имаме близу 900 само од вториот проект. Или кога ќе се соберат од првиот и вториот повик заедно, тогаш ќе имаме вкупно 1200. Тоа се 1200 градилишта во Македонија. Тоа е историска, би рекол, вековна работа. Првиот јавен повик некаде склучивме договори во висина од 4,6, скоро 4,6 милиарди денари. Во вториот јавен повик од оној податок кој што денеска го добив, бидејќи се уште ги сондираме бројките, навистина е обемна операцијата, имаат пристигнато апликативни формулари некаде близу 16 милиарди денари, што значи дека вредноста на сите проекти кумулативно ќе надмине 20 милиарди денари и тоа е навистина импозантна бројка. Според премиерот и министерот, добар пример за искористеност на финансиската помош од заемот од Унгарија е Кавадарци, општина која аплицирала со 17 проекти вредни околу 400 милиони денари. Токму таму денеска владиниот тим со локалната власт промовираше неколку инвестиции од овој заем. Моклиш се наоѓа надваташа, комплетно вливот од реката Луда Мара, па се до излезот на територијата на општина Кавадарци ќе биде заштитен еколошки, а при тоа над 600 корисници ќе добијат вода, канализациона мрежа и фекален колектор. Тоа од големо значење за тоа што прв пат после 50 години во оваа населба се прави нова инвестиција. Даваат не резервна поддршка за општина Кавадарци, а поготово оној заем кој што го зема владата и го инвестира во општините за регионален развој. Денеска ни се сите 9 градоначалници без разлика на политичката опција присутни за овакви благородни и добри проекти кои се во интерес на нашите сограѓани. Во Кавадарци имаше и политички прашања за премиерот Мицкоски по несогласувањата во вреди и односите со Таравари, без да сподели детали и да го каже планот дали ќе побара од лидерот на Алијанса да остане или да ја напушти владата и кога ќе се одржи состанокот со него. Рече само дека ќе се сретнат, а односите во владината коалиција изјави дека се одлични. Таравари конечно свати дека владата е антиалбанска. Ова денеска го изјави претседателот на ДУИ Али Ахмети на новинарско прашање дали ќе соработуваат со Алијанса на Таравари на локалните избори. Ахмети потврди дека веќе имал неколку средби со Таравари. Дополнително се закани, ако екс-министерот за економија Кришник Бектеши биде обвинет за трагедијата во Кочани, ќе излезе на улица и нема да се врати додека не испровоцира со локалните да се одржат и предвремени парламентарни избори. Го цениме храбриот чекор на господинот Таравари, кој многу порано разбра дека оваа влада не е ништо повеќе од антиалбанска влада, бидејќи дојде на власт со антиалбанска платформа. Во моментот кога ќе стане неприфатливо, несоодветно, тој може да си замине. Но ова се прашања на господинот Таравари, не на ДУИ, ниту на Европскиот фронт. Ова се внатрешни прашања што господинот Таравари мора да ги управува. Какви опции има земјава да ги добие бараните европски гаранции дека доколку се случат уставни измени нема да има повеќе блокади поради идентитетски или билатерални прашања? Според експертот за европски политики Драган Тилев, има конкретно разработени предлози со кои би можело да се одблокираат нашите преговори. Со Тилев разговараше Јана Јосифовска. Во мое лично име, јавно признавање на македонскиот јазик како еден од официјалните јазици на
Европската унија. Тоа е дел од пристапните преговори. Тука ние не бараме нешто што не треба да се случи, потоа обезбедување на непречена работа на комисијата за историски и образовни прашања. Ние често пати говориме комисијата за историски прашања. Не е за историски прашања само, туку е комисија за историски и образовни прашања. Гаранции за воздржување од унилатерално толкување на спорни делови од договорите. Бидејќи кога Европската унија разговара на тема билатерални односи помеѓу двете држави, дали е тоа помеѓу Бугарија и Македонија или е помеѓу Бугарија и Грција, секогаш тие седат на масата и го даваат своето толкување. Ние не седиме на масата, не можеме да го дадеме своето толкување. Зборот гаранции, многу луѓе различно го толкуваат и можат различно да го толкуваат, бидејќи секој може да го гледа зборот гаранции во свој агол. Некој ќе го гледа тоа од самиот технички процес на евроинтеграција, тоа е овој што господјот Кос го говори, дека никој нема гаранции кога ќе почне преговорите и дека ќе ги заврши, дека се ќе биде мазно и дека ние сите услови ќе ги исполниме, техничките услови, зборувам правните и техничките услови. Меѓутоа, кога говориме за таков тип на гаранции, ние не говориме за отстапување од европското право или дерогации, ние зборуваме за отстранување на опасноста да се користат билатерални прашања, отворени, кои што можат да се внесат преку преговарачката рамка во преговарачкиот процес и да го блокираат. Македонија падна за 6 места според индексот за слобода на медиумите на Репортери без граници. Дел од причините зошто назадувавме од 36-тото на 42-то место се наведуваат и слаб тужбите кои служат за заплашување на новинарите. Во извештајот се наведува дека телевизијата е доминантен извор на информации. По објавување на извештајот партиите се скараа за тоа кој е виновен за уназадувањето. Секогаш кога ВМРО-ДПМН е на власт, слободата на медиумите се гуши, новинарите се под притисок, а медиумскиот простор се стеснува. Денес тоа повторно за жал се случува. Репортери без граници алармираат дека новинарите се изложени на закани и напади, а владините функционери покажуваат понижувачки ставови кон медиумските работници. Падот на индексот на Репортери без граници се должи на главната фабрика за ширење на лажни вести и дезинформации, а тоа се СДС и Венко Филипче. И да подсетиме дека за истото имаат и осудителни пресуди. Првомајските скари завршија, но некои посетители на излетничките места не си ги собраа отпадоците. Па така денеска овие места беа полни со смет, што најдобро сведочи за ниската граѓанска свест кај поединци. Состојбата со хигиената во Скопје пак на некои места е алармантна. Дејан Трајковски. Не сите кои вчера уживаа во природата ја оставија чиста позади себе. Некои ги насобрале отпадоците, но контейнерот кој е на самиот излез од излетничкото место им бил далеку, па цели кеси се оставени подпрени на дрвијата во шумата во Скопско Кучково, каде што бевме и вчера. На други пак им било тешко било што да собираат, па оставале по зеленилото секакви отпадоци, од хартии и шишиња до кебиња по грмушките. На едно место затекнавме и се уште топол жар кој во текот на ноќта можел да предизвика катастрофа. Опушоците пак можат да се видат насекаде. Сепак она што го затекнавме во Кучково не може да се спореди со тоа што го видовме на скопските улици. Пластичарска, која е една од најфреквентните и е транзитна Скопска улица, е претворена во депонија, и тоа на само 50 на метри од амбасадата на нашиот најголем стратешки партнер САД. Од фотели, телевизори и гуми, па до цели полни вреќи со смет кои ги тераат луѓето да ја префрлаат улицата и каде нема пешачки премин, само да избегаат од лошата миризба која се шири од оваа мини депонија среде булевар, која е на само 2-3 минути од центарот на Скопје. На улиците се забележуваат и извадени преполни канти за отпадоци од домовите, за кои собствениците кои не сакаат да говорат пред камерата, велат дека им стојан надвор со денови, оти нема кој да дојде да го собере сметот. Не само лошо што изгледа, току почна надалеку лошо и да мириса. Топлото време само го зголеми ефектот на нечистотиите низ градот.
Но на оваа локација, како и на повеќето во градот каде има зеленило, бујната вегетација веќе си го направила своето, па просторите изгледаат обраснати и несредени, како пролетва никој од надлежните да не ги погледнал. Изминатиот период на овој проблем се жалеа бројни граѓани од повеќето скопски населби, стравувајќи од змии, велејки и дека децата им играат во тие паркови. Ваквата состојба во градот е на само неколку месеци пред локалните избори, а за истат изминатиот период реагираа и граѓанските организации и активистите, кои побараа итна реакција од надлежните институции за решавање на овие проблеми. Завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.